Израелска делегација од областа на аграрот денеска престојуваше во општина Кочани. Престојот е иницииран од договорот склучен меѓу македонската и израелската влада за унапредување на земјоделието. Целта на проектот е побрз развој на земјоделието со централно внимание насочено кон семето и посадочниот материјал за производство на зеленчук. Во рамките на проектот е опфатена и обука на вработените во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделското производство, која ќе се спроведува во Свети Николе, бидејќи Свети Николе заедно со Кочани е вклучено во овој проект. Проектот е започнат негде околу 1 мај со господинот Геора Теслер. Ми направивме една севкупна анализа на македонската состојба и одлучено е да се започне самиот почеток. Значи се започне со македонските средни школи за земјоделие и од семе преку садниот материјал и сите технологии на одгледување. Така да, за ова време е одлучено да за прва фаза да бидат отворени 2 демофарми во Свети Николе и во Тетово. Ние сега од Свети Николе доаѓаме, кај што е многу напредната состојбата, кај што веќе има почетоци на изградба на, има некои остатоци од поранешно, кај што е дотерана таа работа со една мала оранжерија. Значи, демофармата ќе има за цел, кога ќе биде довршена, да биде во незе поставена по најновите технологии и пракси за одгледување на зеленчуци, значи конкретно се работи за зеленчуци. Покрај семето и посадочниот материјал во проектот ќе бидат опфатени и техниките за унапредување на земјоделското производство со цел забрзано и полесно производство и поголеми приходи, со идеја за интервенирање со нови мерки во земјоделското образование уште од средно училиште.